Значи, ако погледнете, денеска имате доста организации кои се занимаваат со мирот во светот и така натака, и ако ги погледнете нивните мапи, ќе видите дека има околу 25 места во светот за кои денес зборуваат дека се конфликтни места. Места во кои може да се работи нешто, да се случи војна, ајде така да кажем. И од тие 25 места во 2025, ајде така да ги кажам, она што нас ни е познато или она што ние го гледаме, или како да кажам, многу ни е во фокусот ни е, например, Украина, така ли денеска, Блискиот Исток, Израел, таму што се случува, ама не се само тие места. И ќе почнете да гледате каде се има конфликт по светот денеска, просто чудно ќе ви стане. Она што се зборува многу, и ако читате по медиумите, ќе видите дека Балканот го ставаат повторно како место на кое може утре па да тргнат проблемите што ги имавме во 90-тите години. Дај Боже да не е така. Да се случи. И прашањето е зошто. И го ќе кажеме зошто, првата реакција наша е има зло во светот, има лоши луѓе во светот, има луѓе кои сакаат да земат туѓа земја, има тероризам, има 300 чуда. Ако сте малку поизверзирани во Библијата, ево го последното време веќе дојде, нели, ќе слушате војни, гласови за војни, тука и таму ќе има проблеми и така натака. Ево го дојде крајот на светот. Дали или не, нема да зборувам сега, ама поентата е дека секој пат и наоѓаме причина зошто нешто се случува, или барем сакаме да најдеме причина. Се е важно, се е ова вистина и убаво, ама главниот проблем за конфликтите во светот е нешто за кое многу малку зборува. Она што Библијата го нарекува греф. Ама сака малку да го погледнеме од Лука 13 глава. Зошто ќе видите сега за една секунда. Многу е важно бидејќи ова е порака од Исус. Ова не е порака од мене, јас ќе се обидам да кажам што Исус вели тука, или да појаснам малку, ама реалноста е дека пораката ни доаѓа од самиот Исус, и затоа во Лука 13 глава почнувам да читам, и ова е многу интересен дел. Не знам дали или кога последен пат сте го читале ова во Новиот Завет и колку сте се замислиле на него. Ама е нешто кое сметам дека денеска е екстремно важно и дека е баш она како Исус да го пишува за денешнината. Гледате што вели во Лука 13 глава. Во истото време дојдоа и некои и го известија за галилејците, чија крв Пилат ја беше смешал со нивните жртви. Исус им одговори и рече: зар мислите дека тие галилејци беа најголемите грешници од сите галилејци, па затоа така пострадаат? Не ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Или мислите дека оние 18-мина врз кои падна Силоамската кула и јуби беа највиновни од сите други што живеат во Ерусалим? Не ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. И ја каже оваа парабола. Некој човек имаше смоква посадена во своето лозје, па дојде да бара род на неа, но не најде. Тогаш му рече на лозарот: ете, 3 години доаѓам барајќи род на оваа смоква и не наоѓам. Пресечи ја, зошто само да ја испостува земјата? А тој му одговори и рече: Господаре, остави ја оваа година додека ја опкопам и наѓубрам, па може би ќе даде род. А ако не даде, тогаш можеш да ја пресечеш. Еден многу драматичен текст од Исус, тука, кој ќе го погледнеме, и она што беше тригерот, ако сакате, она што беше причината зошто почна оваа сета дискусија, беше првиот стих. Овде за кој се спомнува. Имаше масакар. Имаше еден масакар. Ни се вика дека Пилат ја измеша, вика, крвта на галилејците, на луѓе од Галилеја, со крвта на жртвеникот. Што значеше тоа? Сега ќе видиме овде. Прашањето е: која е пораката за нас денес? И сакам да го погледнеме, кажувајќи една, можеби, аксиома. Знаете што е аксиома во математиката? Нешто што не се докажува, нешто што го зиеме здраво за готово. Она за кое мнозина од нас го веруваат е ова: дека лоши работи им се случуваат само на лошите луѓе. Ние што сме добри, нас не треба да ни се случи ништо лошо. Ние што сме си фини, културни, нормални луѓе, нас се треба да ни биде супер. Лоши работи им се случуваат на лошите. Добри работи им се случуваат строго исклучиво на добрите. И јас мислам дека тоа притаено можеби мислене што го имаме во главата, ај признајте си, оти го имате, често пати, е причината зашто Исус вака реагираше тука и што он кажа и како го објасни овај дел. Ова беше еврејскиот пристап во тоа време. Секој пат кога нешто лошо ќе му се случи, а некој мора некоја белја да си направи, мора да си крив за нешто. Мора да има причина зошто сега во овој момент си во таа ситуација.
Ако не ми верувате, одете во книгата на Јов. Јас проповедав за тоа, може на интернет да ги најдете тие пораки. Ама во книгата на Јов има еден Елифас, кој на почетокот таму 13-14 глава мислам дека беше, зборува со Јов и му вика: кој е тој праведник кој загинал невин? Или вика: кога праведникот бил истребен? Со други зборови, Јов, ти страдаш затоа што си направил белен. Никој туку така не си страда од тоа што е супер тука. Тоа беше теологијата. Тоа беше теологијата со која евреите си живеа. Во Јован 9 глава, во времето на Исус беше истата ситуација. Исус оди, гледа еден човек кој беше роден слеп од раѓање, нели слепороден, така пише во Библијата. И првата реакција на учениците на Исус, не на општета, на учениците на Исус беше: вика, раби, кој изгреши? Тој или родителите негови, па се родил слеп? Прво, како може тој да сгреши и да се роди слеп, кога уште не се родил да греши? Ама поентата беше: не може да ти се случи лошо ако не си лош човек. Мислите дека денеска го нема тоа мислење помеѓу луѓето и народот? Па дури во црквите ако сакате. Тоа си преживеа до ден денешен, за жал. И ево го Исус сега како сака малку да даде поинаков поглед на тоа. Во први и втори стих ја гледаме првата катастрофа за која Исус зборува. Вика: во исто време дојдоа некои и го известија за галилејците чија крв Пилат ја беше смешал со нивните жртви. Времето кога крвна жртва принесуваа евреите вака поголема беше околу Пасха. За Пасха. И веројатно ова се случува на една од Пасхите, бидејќи Исус, нели, ние викаме, Пасхата на Исус беше онаква, најмногу ја знаеме, беше кога воспостави спомен вечерата, сеќавате. Ама Исус живееше на земјата 33 години. 3 години проповедаше, значи барем 3 Пасхи помини. Ова веројатно се случува негде таму. Владетел е Понтиј Пилат. Понтиј Пилат беше еден човек кој многу човек не го сакаше. Луѓето не го сакаа. Ама овде што се случува е следното. Луѓе одат, принесуваат жртва. Значи одат во храмот, принесуваат жртва. Сеќавате, на олтарот требаше да се принесе крв од жртвата, што се принесува тука. И одеднаш влегуваат војниците на Пилат, ги убиваат луѓето кои принесуваат жртви и вика буквално нивната крв ја помеша со крвта на жртвите. Имате луѓе кои дошле во Божиот храм да го слават Господа. Имате луѓе кои дошле да го исполнат Божиот закон. Така? Добри луѓе или лоши луѓе? Што ќе кажете? Добри луѓе по се гледано, сакаат си одат во црква, си одат во храмот, си ги исполнуваат стварите, што е да се случува. Ама умреа. Буквално масакр. Страшна работа. Тога што се случува. Всушност, неколку пати се случуваше масакр таму. Едниот пат кога се случи беше во 4-та година пред нашата ера, кога Архелај направи стварно масакр на евреите. После тоа Понтиј Пилат почна со ова масакрирање, почна со други проблеми таму и негде 70-та година Израел беше уништен. Тогаш еден куп евреи изгина. Оти беа лоши, нели? Или зошто? Како им се случи тоа? Инаку, by the way, што викаат, патем, не беше чудно кога Пилат би реагирал на овој начин. Пилат беше познат по тоа да реагира лошо, злобно, да биде непомирлив, нефлексибилен, своеглав. И неговото владење, според оно што го читаме во историјата, се одликувало со подмитување, плячкање, навредување на евреите, бесни испади, злоупотреба на власта, често пати, барем така го опишуваат историчарите, чести екзекуции, вика, без судска процедура, и дури еден вика дивијачки бес кој тешко можел да се смири. Патем, гледате што се случи кога Исус го распна. Пилат што требаше да го поддржи правото, не го поддржа правото и текнува. Вика, не наоѓам ништо кривица, мајде нема проблем, ќе оказам од вие тоа го барате. И за таков судија подалеко, нели, с краја да е. Како и да е. Значи, масакри имаше често. Ама Исус, повторно реакцијата е: зар мислите дека тие галилејци беа најголемите грешници од сите, па затоа така пострада? Не. Видела дека тоа не беше така. Ова испаѓа дека Исус буквално им го прочита умот. Што мисла? Мора да беа лоши, чим така загинаа. Вика, мислите дека беа лоши? Не беа лоши. Мислите дека беа најлошите? Не беа најлошите. Понекогаш Бог го казнува поединецот
заради личниот грев што го направи. Качате се пијан на тротинет и возете по главна улица кога е најгустото време, ќе ве сгази некој, ќе загинете, не може да кажете леле добар човек. Добар човек пијан не вози. Да зборуваме најреално, нели? Има некои пати се случуваат работи кои се наша собствена вина. Ќе си го пропастиме здравието, ќе си го пропастиме животот, ќе донесеме некои одлуки во животот кои после цел живот ќе ни носат проблеми и тешкоти. Океј, вистина е. Ама дали тоа значи дека секогаш кога се случи голема катастрофа, тие се криви, а вие се прави? Дали беа највиновните оние што загинаа на 7 октомври или беше во Израел, кога почна војната ланска година или со Хамас и тие работи? Дали беа највиновните на 11 септември, сега ни поминали што во двете кули изгинаа? Дали највиновните сега гинат во Украина и во Русија? И само праведните остануваат живи, другите се што е се уништува. Овде, она што се случува не е баш така, вели. Ама, овде ние немаме некој, како да кажем, некоја прогресија. Човек прави греф, човек прави нешто лошо, прави нешто полошо и Бог вика па доста беше, ќе те утепам. Ќе загинеш. Не, стварно, не го гледаме тоа тука во текстот. Ние не знаеме какви беа луѓето. Едноставно отишле во храмот, си принели жртви, ево се собрале сите во соборен храм и одеднаш се случува нешто страшно. Или сме се собрале тука, се случува нешто страшно. Исус вика, не можете така да ги гледате овде работите. И никаде всушност во писмото нема да видите дека некоја катастрофа се гледа како осуда или суд на тие што подпаднале под самата таа катастрофа. Или пак дека тие што преживееле биле нешто подоблесни од тие што самите загинале. Всушност, понатаму ако ќе погледнете, вистинската казна за сите луѓе, за сите грешници, реално доаѓа во другиот свет, не во овој свет. Вистинската казна е во вечност. И за добрите, што е вистинска награда, и за лошите, што е вистинската казна. Доаѓа, вика, понатаму. Човек може да биде сосема праведен и да загине во авионска несреќа. Ја знаете песната Чисто срце, дај ми Господи? Незиниот автор загине во авионска несреќа. До ден денеска пееме песната по црквите. Или сгрешил нешто можда на последниот концерт што го имал, па кога летал према другиот, Господ рекол до тука ти ја работи. Многу луѓе кои биле верни, честни, поштени луѓе гинеле. Така што не можеме тоа да го земеме заедно. Кога ќе дојде војна, кога имате ковид како што беше, кога имате такви несреќи кои се војна, било каква војна, како сега што се случува. Тоа не бира дали си праведен или неправеден. Не вика овој беше добриот, овој беше лошиот. Патем речено, и христијаните и нехристијаните умираат. И верните и неверните умираат. И никогаш никој не може да каже, сите зла, сите несреќи ги погодуваат само лошите и се добро им се случува само на добрите. По таа логика, сите наши политичари за овие 30 години на македонска држава се најчестните луѓе на светот. А мислам ти нема да се согласиме баш така е така. Само за нас да зборувам, да не одиме пошироко нели по светот. И така натаму. Значи, повторно, прашањето, мислите ли дека тие беа најкривите? Викам, не. Несреќата, катастрофата, војната, паѓањето на авионот, не можеш да кажеш дека беше суд за лошите, а тие што преживеа беше благослов за добрите. Ние живееме во свет во кој имаме еден општи грев кој се случува и ние гинеме не заради тоа што е моја кривица, туку заради некој друг. Ама, гледайте како понатаму што вика Исус во 4-тиот стих. Или мислите дека оние 18 луѓе врз кои падна силамската кула и ги уби, беа највиновни од сите други што живеат во Ерусалим? Не, ви велам. Може да го ставам ова во еден контекст денешен, ама со цела должна почит, да не ме свати некој погрешно. Мислите дека на стречницата што падна во Нови Сад, на железничка станица, ги уби најлошите луѓе во Нови Сад?
се случи нешто кое не зависеше од луѓето. Се случи нешто кое немаше врска со моралното добро или лошо на самите луѓе кои подпаднаа под тој условно речено суд. Овде. Ова тука највиновни, овој збор што е тука буквалното, ако погледнете во грчкиот јазик, пак ќе речам, не сум добар познавач на грчки, ама буквалното значење тука на овој збор, највиновните, буквално значи тие што му беа најдолжни на Бог. Мислите ли дека тие 18 вика што загинаа кога падна кулата, беа најдолжни на Бог? Му се замерија, се задолжи и Бог ги утема. И повторно зборува за Силоамска кула, чисто малку изворот Силоам до ден денеска ќе ви го покажат таму во Израел, вака отприлика како изгледа. Дали е вистинскиот, потом не знам, ама тоа е. Но фактот и историјата ни кажува дека беше Пилат тој кој градеше аквадукт да донесе вода во Ерусалим. До денеска може да го видите, има само малку зидини од него на еден дел. И може би додека тоа се градало, некој не се ги исполнил нормите за градба, паднало, и луѓето најнормално си оделе по својот бизнис и паднала кулата. Интересно е дека тука нигде не пишува имаше 18 безбожници кои патува и падна врз нив кулата, или имаше 15, 18 добри поштени луѓе врз кои падна. Најнормални луѓе кои си одат по патот, најнормални луѓе кои се возат во автобус од Гостиварна кај Скопје и одеднаш паѓаат у провалија. Исус вика, мислите дека тие беа најлошите? Исус тука воопшто не зборува какви биле луѓето, воопшто не зборува каква им била теологијата, што верувале, што не верувале. Он оди и вика вака, во првиот случај луѓе умреа додека барем надворешно го исполнуваа законот. Нели отидоа во храмот, таму беа убиени, додека принесуваа жртва, додека му служеа на Господа. Во вториот случај загинаа не заради послушност, непослушност, туку ние што ви рекле на погрешно место, во погрешно време се најдоа. Исус вика во двата случаја луѓето загинаа. Ама, најголемиот проблем е онаа трета несреќа која многу брзо да прескокнуваме, кај што вика ако не се покајате сите така ќе изгинете. Од тука натаму оваа проповед ќе биде малку потешка за слушање. Оти поентата е вика дека ако човек не се покае, секој ќе загине. Нема да падне врз него кула, нема неговата крв да се измеше со крвта во жртвеникот, нема да загине во црква, ама вика ќе загине. И ова е онај страшен дел. Овде за кој тука зборува. Галилејците и оние луѓе во Силоам беа исти како сите. И сите тие луѓе таму во крајна сметка го отфрлија Христос. И тие што загинаа и тие што останаа живи. И затоа вика ако не се покаете, ќе загинете сите. Вечниот суд. Ставете се во ситуација дека сте биле во храмот кога дојдоа војниците на Пилат. Луѓе околу вас се убиени, вие останувате живи. Супер, спасен. Поминувате ни Силоамската кула, одеднаш се руши, паѓа на страшницата врз вас, вие се спасувате, другите гинат. Супер. Јас сум праведен. Исус вика, ако не се покаеш, ќе загинеш како и тие покрај тебе што загинаа. Не во истиот момент, ама тоа е она што ти доаѓа. Секој оди кај смртта. Тоа е реалност. Луѓето кои го слушаа Исус, исто така, оде ако не на смрт која не очекува, вечна смрт. Библијата, ние зборуваме за Бог кој е чесен, добар, поштен, љубов и тоа е се фино. Ама ако е таков, мора да биде и праведен. И ако е праведен, мора да го казни гревот. Казната за гревот мора да биде исто толку голема колку и самиот грев. Ако му сгрешите на вечниот Бог, може да очекувате привремена казна. Може строго исклучено да очекувате вечна казна. Она што Библијата го нарекува пекол. Вечно одвојување од Бог. Не зборуваме за огнени јазици, не зборуваме за вилушки и такви работи, или таму што ги боцкаат луѓето ги барат во котел. Не зборувам за таков пекол. Зборувам за пекол кој Библијата го дефинира како вечно одвојување од Бог, место на самотија, место каде што цела вечност човек ќе вика зошто не го послушав она што Христос го зборуваше. Тоа е библиска дефиниција на пекол. Не ѓавол со рогови и опавче и вилушка што ги боде таму луѓето кои се внатре. Основната порака тука е онаа: биди спремен да умреш.
Заради тоа што и тие луѓе што се спасија од Силоамската кула, и тие луѓе што не погина, можеби до 70-та година од истиот тој век, загинаа кога римјаните го опустоши Јерусалим. Кога тогаш смртта ни доаѓа на сите? Прашањето е колку ќе бидеме спремни за неа. Нешто многу важно што Исус го вика. Ти, јас, ние контролираме својата смрт. Ако можевме, ќе правевме само добро и ќе живеевме вечно на оваа земја. Никој не умрел здрав, прав, со се да му биде супер и одеднаш умрел. Нешто тргнало наопаку. Ако нешто тргнало наопаку, тоа нешто наопаку тргнало заради гревот. Ако нешто тргнало заради гревот, значи гревот е тој што предизвиква смрт. Заслуженото за грев е смрт, вика Библијата. И ние тоа не го контролираме. Ние ова не го контролираме на ниту еден начин. И тоа е она што е уствари главното. Покај се или ќе ти се случи вечна трагедија или ако сакате несреќа. Тоа е она што го кажува. И она што е важно за мене и за тебе денес е ова. Не е битно како ќе умреш. Не е битно од што ќе умреш. Не е битно кога ќе умреш. Битно е дали ќе умреш покаен или не покаен. Тоа е основната порака на овој текст што е тука ставен. Јас познавам луѓе, ги познавам од се умрени, си умреа во црква. Па што ако умрел во црква? Ако бил непокаен, тоа ќе му се пише за благослов, леле умрел таму. Евреите до ден денеска, тие што имаат финансии, богатствени на западот, сакаат да бидат погребани во Јерусалим. Ужасно скапо место е едно, таму сакаат да бидат погребани во Јерусалим. Зашто? При првото воскресение, кога Господ ќе дојде и ќе ги воскресне, сака да бидат меѓу првите што ќе воскресне. Дали тоа значи дека ќе воскресне, ако не е верник, ќе знае. Ама за суд или за правда, тоа е веќе друга приказна тука. Прашањето е дали ќе умреш покаен. И ова, основната лекција пак ќе речеме, биди спремен да умреш во кое било време. Исус самиот вели дека светот мене ме мрази, зашто јас сведочам за него дека делата му се лоши. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето наоколу нема да сакаат да ја слушнат пораката на Исус. Кога ќе каже, покај се или ќе умреш, ќе речат, кој си па ти нас да ни кажуваш како да живееме, уште помалку па како да умреме. Оти тоа е гордоста во човекот кој вика, мене не ми треба спасител. Јас не сум грешен, има бетер од мене. Секој пат има бетер од мене. Секој пат има бетер од тебе. И ќе го најдеме. Ама ние не се споредуваме со другите. Ние се споредуваме со Христос. И ако се споредиме со Него, ние сме многу лоши. Што значи не заслужуваме ништо да ни се случи добро. Мене светот ме мрази, вика, заради тоа што нивните дела се лоши. Денеска пак ја го спомнам Чарли Киркнер што почина. Дебатата денеска која почна да ја водат после неговата смрт беше оваа. Зар човек што има право на свое мислење заслужува да умре ако неговото мислење поинакво од твоето? Одговорот на секој нормален човек треба да биде не. Затоа што правото на мислење треба да го имаме. Секој од нас има право да го каже своето мислење. Дали е во право, треба седнеме да дискутираме. Ама да му забраниш на некој што ме поинаков од тебе и да го убиеш, тоа е класична диктатура од која барем светот денеска веруваше дека се ослободил. Нарочито либералниот свет сметаше дека се ослободил од таа диктатура, а всушност самиот е спроведува денеска. Тоа е реалноста на ситуацијата. Светот не сака да слуша за грев. Светот сака да слуша за љубов. Важно е да се дружиме, важно е да се сакаме едни со други, важно е супер да ни оди, биде си толерантен према сите за се. Ама толеранција по мој терк, ама вистина по мој терк, ама се да биде како ја што сакам. Така не може. На светот живеат 7 милиарди луѓе, значи би требало да има 7 милиарди вистини. И чисто од класичен филозофски аспект, од класично логичен аспект, мора да има една вистина. И ако таа вистина е Христос, и ако човек не го послуша она што вика, ако не се покаеш, ќе умреш, Исус не лаже, ќе умреш. Вечно. Не вечно да те нема,
Не зборуваме за уништување, него ќе бидеш вечно одвоен од она што Господ сака да му го даде на секој од нас во вечноста. И патем, не е поентата дека луѓето не сваќаат дека се грешни. Проблемот е дека не сваќаат дека тие сметаат дека не сме баш толку грешни. Со секој од вас тука да дојде и да седне да разговара со мене и да каже: Павле, чека ти кажам за твоите гревови. Верувајте ми, јас прв ќе почнам да се бранам, да ви кажам колку не сум толку лош. И секој од вас, ако ја соочам со таа реалност, ќе го почнете да зборувате: јас, ама чека, ама да ти кажам тоа, ама чека, да ти кажам тоа што направи. Стално има некој што ќе биде крив. Поентата е единствениот начин, века, на кој може да се спасиш од вечна смрт. Физичката смрт ќе те стигне, дали си добар, дали си лош. Зошто? Од кај го знам тоа? Затоа што и сите оние што, ево да кажеме, некои традиционални цркви ги нарекуваат светии или светци, се мртви. Што ви кажува тоа? Дека и добрите и лошите умираат. Всушност, во целата човекова историја има само неколку луѓе кои не умреле, а заминале од оваа земја. Ви текнува? Еден беше Енох, вика го зема Бог. Другиот кој беше? Илија, така и тој си замина. Кој беше друг? Исус, Господ Исус Христос. Умре, пак воскресне и се вознесе на небото како жив. Поентата е дали си добар, дали си лош, ќе поминеш преку смрт. Освен ако Исус не дојде денес па да не земе сите. Некој за суд, некој за вечен живот. Ама поентата е што ќе правиш кога ќе се соочиш или дали си спремен кога ќе се соочиш со проблем или со голема мака или катастрофа. И единствениот одговор, барем така Исус вика тука, е покаяние. И покаянието има два аспекти. Сакаме да го повториме ова, бидејќи најмногу го забораваме тоа што мислиме дека го знаеме. Знам. Еднаш во Ирска ми дадоа едни пријатели кола, додека бев таму 3 недели, ми дадоа возило да можам да го возам, да не морам ретна карта да земам. И го прашав пријателов, викам, чија е колата? Вика на мајка. А он беше веќе на своји 62-3 години. Во тоа време мајка му беше околу 90 години. Вика ми, мајка ти што ќе прави сега? Вика, ја земавме колата на мајка ми, заради тоа што вика завчера, кога излегла од супермаркет со тоа што го купила, го ставила во кола и викнала некој млад дечко и река: извини да те прашам нешто, која беше кочницата? Заборават, 90 годишна жена, што барем 70 години во животот возела, заборават најважното кај е кочницата. Ние може да сме во црква 100 години, дај Боже, ама реалноста некој пати ги забораваме основните работи. А тоа е, што значи тоа да се покае човек? И знам дека многу пати има многу дискусии на оваа тема, сакам да го упростим. Првото нешто што е, првиот аспект на покаянието е дека мора да го смениш начинот на кој размислуваш за себе си. Што сакам да кажам со тоа? Она идеја, јас сум си окей, Бог ќе ме прими, оти сум доволно добар. Читате цела Библија, не постои терм кој ќе каже ево колку е доволно добро. Всушност има една реченица: биди совршен како што е Бог. Пај да те видам, направи го тоа. Значи, ако седнеме да гледаме себе си, очигледно не може ти јас ти да бидеме совршени. Значи, мора да се соочиме со фактот да кажем, јас не сум толку лош, туку јас сум реално лош кога ќе се споредам со Бог. Ова е многу голем проблем, оваа парадигма. Заради тоа што најголемиот греф, првиот греф, всушност, за кој така го викаат теолозите, беше гордоста. Кога сатаната вика, јас ќе се издигнам, Луцифер, јас ќе се дигнам над Господ, јас ќе му кажам на Господ што ќе прави, јас ќе бидам главниот. И тоа го прави секој од нас кој ќе рече, јас ќе бидам судијата за тоа дали сум праведен или не сум праведен. Јас ќе бидам судијата за тоа што е добро, што е лошо. Зошто? Оти јас сум тоа. Патем и Рене Декарт може да го кривите за тоа. Мислам значи постои. Поентата е се што ќе смислам постои, се што не го смислам не постои. Тоа е екстремот таму кај него. Значи јас сум главниот кој одлучува што е добро, што е лошо. Јас сум тој што мисли, јас сум тој што размислува. Бог вика, не си ти. Мора да сватиш дека јас сум тој што ти ги кажувам правилата, а ти можеш само да се согласиш или да не се согласиш со нив. А ако се согласуваш, може да одиме на покаяние. Ако не се согласуваш, одиш во вечна пропаст.
Нема многу тука средина. Поентата е да дојдеме во таа ситуација да кажеме тешко мене одам на суд. А не да биде блазе си ми, мене никој ништо не ми може. Можда е малку поинаков начин на кој гледаме на покајанието, ама тоа е оваа поента. Не е штосот дека што јас мислам за себе. Тогаш треба да се согласам со Бог и да кажам Боже, по право си. Цела моја праведност е како валкан облек. Се што јас правам не е добро пред твоите очи. И она што е добро, што сметам дека е добро, не е добро. Зошто? Затоа што е оштетено од гревот. Јас немам право да бидам во Божјото присуство на небото. Јас немам сила да се спасам себе си. Јас немам морален начин да дојдам до Господ реално. Нема религиозно однесување, нема религиозни ритуали, нема нешто што може да кажам ако ова го правам, ќе го добијам ова. Такво нешто не постои, вика Христос тука. И затоа мора да има покаяние. Значи, првото е да го промени ставот према себе си. Вториот дел, значи оне, првиот, немам право да сум во Божјо присуство, да одам на небото, немам сила сам себе да се спасам, да се поминам со Бог, нема церемонија што ќе ми го возможи тоа. И вториот аспект е, признам дека единствениот што може да ме спаси е Христос. Тоа е пораката на спасението. Тоа е. Ако ја прашам денеска, кај кој лекар да одам, ако имам ваква болка или онаква болка, секој од вас ќе ми каже различно мисли. Оди кај тој, оди кај овој, оди кај оној. Зошто? Затоа што како луѓе сме многу субјективни во се што гледаме. Бог сака да бидеме многу објективни. Има само еден спасител. Господ Исус Христос. Прифати го, ќе бидеш спасен. Промени го својот ум во однос на Него. Тука, смени го тоа. Инаку, ако одбиеш, ќе имаме проблем. И, патем, кај што вика тука во 3 и во 5 стих, кај што вика ќе бидеш загорен, ќе бидеш уништен, тоа не значи дека ќе умре, затоа што и добрите, реков, и лошите умираат, затоа што и праведните и неправедните умираат. И верните новородени, обратени христијани кои му служат на Господ цел живот, и тие умираат. Пак ќе речем, ако никој не дојде, ако Христос не дојде денес, сутре, други ден, додека сме уште живи, сите ќе умрат. Знамо ти младите не ќе да го чуе тоа. Знамо ти старите повикаат, не ќе да го чуем барем уште малку време. Реалноста е дека тоа е, како рекол некој, смртта е вика 100% во секоја генерација. Тоа е реалност, тоа е вистината. Колку и да не кеме, колку и да сакаме да се соочиме, тоа е факт. И ова смрт ќе го стигне секој, арен, лош. Пај да се вратам на ние првите 2 случки таму. Дали во храмот служел, или отишел да му се поклони на Бог, дали одел по улица па му паднало на стрешница, не е битно. Секој ќе умре. Прашањето е, спремен ли си, покајан ли си, што се случило? Тука. И затоа, пак ја речеме, многу е поважно да знаеме како понатаму. Исус дава споредба во 6 до 9 стих. И пак вика тука, некој човек имаше смоква, посадена во своето лозје, па дојде да бара род на неја, но не најде. Тогаш му рече на лозарот, ете 3 години доаѓам барајки род на оваа смоква и не наоѓам, пресечи ја, зошто само да ја испостува земјата? А тој му одговори и рече, Господаре, остави ја оваа година додека ја опкопам и наѓубрам, па можеби ќе даде род. А ако не даде, тогаш ќе ја пресечеш. Ова е малку сурово до сега што го кажав. Што е со Бог кој е тој љубов? Нели, ако Бог е љубов, како може да ги осуди сите на пекло? Каков е тој Бог кој, ако стварно е љубов, нели ги сака луѓето, ќе ги осуди на вечна пропаст? Тоа многу често го слушаме. Ако Бог е добар, зошто некој би го осудил на пекло? А кажете ми, ако Бог е добар, како може да не го казни злото? Затоа што ако Бог е добар и не го казни злото, тогаш е лош. Зошто е лош? Заради тоа што јас сум направил лошо, не ме стига казна, ни тука на земјата, нити воопшто после во вечноста, и Бог дека нема проблем. Супер си. Каков е тој Бог на кој му служиме? Добар Бог? За мене да, ама за тој што сум го оштетил не е добар Бог. Значи мораме, ако кажеме Бог е љубов, мора да кажеме дека Бог ќе биде праведен.
Не можеме да ги раздвоиме тие две ствари. И затоа тука е оваа парабола, што ја читав сега, овде, затоа што ова е една споредба во однос на Божјата трпеливост, ако смеам така да кажам. Овде Господарот доаѓа и вика, јас сакам да искоренеш смоквата. Истреби од тука. Цело време лисија, плод нема. Ако не сте имале смоква во дворот, не може да го разберете ова. Ние во Струмица имаме смоква до нашиот двор од комшиите. Секоја година ја кастриме на толку, до мај-јуни месец веќе влегува кај нас во дворот. Бидејќи не нема цело лето таму, кога ќе отидеме, целиот двор смрди покриен со смокви што паднале од изгоре. Ама имаше години кога само лисија е полна, ништо друго нема. Ќе го затрупа дворот со ѓубре и никаква фајда од неја нема. Оваа ситуација е точно таа тука. Вика, доаѓам толку години, 3 години, викам, доаѓам, барам плод. 3 години очекувам од тој човек, го слуша Словото, разбра за Бог, слуша го, разбира Евангелието, чекам да даде плод на покаяние. Не го прави тоа. Доста ми беше, викал Бог, нема веќе да го трпам тоа. Сега, не карикирам, не сакам да ме сватите поинак. Ама овде е Христос кој вика, дај му уште малку време. Дај му уште една можност. Можноста денеска да ја слушаме оваа порака е уште една можност која Господ ја дава за човек што не ја чул да се покае. Почекај уште малку, да видиме. Ако не реагира, ако не запали, ако не му кликне, толку беше, истреби го. Ама да му дадеме уште една шанса. Уште една можност. И тука гледаме Божјата љубов. Тука гледаме она Божја милост кон грешникот. Да ве вратам во Стариот Завет малку. Во Еремија 44 глава, Израел е во една ужасна ситуација. По стих 15 вика кадат на други богови, со други зборови обожават други богови. По 17 стих вика дека кадаја на небесната царица, на Аштера, Астарот, богиња таму во тој дел. По стих 19 вика носат приноси, кадат, носат преливи, носат храна и му годуваат вика на идолите. Цело време Израел угодува на идолите. И Еремија вика во 22 стих, зар Господ не си спомна за кадењето што го извршувавте во јудејските градови, по улиците Ерусалимски, вие и предците ваши, царевите ваши, кнезовите ваши, народот од земјата, и зар не влезе тоа во срцето негово? Вика, Господ гледа што правиш. Не е тоа спорно, немој да мислиш дека си направил нешто и Господ не го видел тоа. И вели, Господ не можеше веќе да ги поднесува вашите лоши дела и одвратности што ги правевте, и затоа земјата ваша стана пустиња, ужас и проклетство, без жители како што гледате сега. Затоа што кадевте и му грешевте на Господ, не го слушавте гласот на Господ и не одевте според законот негов, по наредбите негови и по заповедите негови, па затоа ве постигна ова зло како што гледате сега. Мене ми е страв да помислам дека ова слика на нашата земја. Мене ми е искрено страв да помислам дека ова е слика на нашата земја. Кај што луѓето им служат на некој Бог, му служат на Бог, им служат на богови, ќе им кадат, ќе им принесуваат жртви, ќе ги хранат, ќе им прават се што ќе им кефне. By the way, што ви кажа, Бог е се она без кое не можеш. Или без кое мислиш дека не можеш. Тоа ти е Бог. Затоа живееш, затоа се трудиш, затоа работиш, затоа правиш се. И ми е страх ова е ситуација на земјата. Вика, земјата ви се испразни, земјата ви изгоре, земјата ви засмрди. Кога го правев ова, до мене гори вардариште од таа страна го гледам. Мислам сега, контекстуализација може да баш не одговара, ама реалноста е таа. Не одете според законот, по наредбите негови, по заповедите негови, и затоа ја постигна сето ова зло што го гледате, вика сега. Забележувате дека земјата ви се испразни. Ние изгубивме 30% од населението на Македонија, луѓе. Ама ајде, дека не е ова за нас, да кажем дека не е. И вика, Господ не можеше веќе да ги поднесува вашите лоши дела и одвратности, што ги правевте затоа. Забележувате горе, Господ не можеше веќе да ги поднесува. До тука е. Ве трпам, во еден момент веќе ќе морам да ве казам. Што е поентата овде? Дека секој кој не се кае, живее на позајмено време. Што сакам да кажам? Никој од нас не знае кога ќе му биде последниот час, последниот момент. И пак ќе кажам, позајменото време не зависи од нечија заслуга. Колку време има човек да се покае, не зависи од тоа колку е добар или колку е лош. Поентата е, немаш плод, немаш заслуги, ти немаш ништо.
На што се надеваш? Тука. И затоа во Исаја 55:6 многу си кажува: барете го Господа додека можете да го најдете. Викајте го додека е близу. Што мислите? Како одговорија луѓето кога го слушнаа ова? Пак реакцијата беше со гордост. Погледнете го 23 стих од 13 глава. Некој пак му рече: Господи, малку минали се оние што ќе бидат спасени? И повторно: Господи, јас сум од оние спасените, малку ги се спасат. Овој што го постави тоа прашање, не верувам дека мислеше јас сум во оние што се загубените. Иначе ќе беше: Боже, биди милостив кон мене грешникот. Тука, Господи, јас сум спасен, ќе има уште некој. Јас барем така го читам овој тука текст. И тој им вели: потрудете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе сакаат да влезат и нема да можат. Кажува тука. Што сека да каже? Не е лесно човек да се покае. Оти треба да ја скрши гордоста. Треба да го скрши, да каже: јас сум крив. Тоа е целата порака. Скапо е. Мора да го промени ставот према себе си, како што вика Исус: ако некој си го сака животот, ќе го загуби. Ако некој го загуби заради мене, ќе го добие тука. Ништо немаме што да му дадеме на Господ. И тоа е убавото, затоа што ако имаме многу што да дадеме, некој ќе имаше уште повеќе од мене, некој ќе имаше помалку од мене, ќе му завидував на тој што има повеќе, ќе му се смеев на тој што има помалку. Господ вика: ништо немаш. Ништо, апсолутно ништо не можеш да ми дадеш мене тука. Освен себе си. И тоа ќе кажеме: Боже, прости ми мене грешникот. Покајанието е тешко, ама не е неопходно. И сега ќе си рече човек: да бев јас таму во таа група луѓе кај што беше Исус и го слушнев ова да го зборува, одма ќе се покаев. Многу интересно дека во 34 стих Исус вика: Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и ги каменуваш пратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам твоите чеда, како што квачка ги собира своите крилја, своите пилиња под крилјата, но не сакавте. Спасението, сигурноста дека еден ден ќе бидеме со Господа, а не одвоени од Него, зависи од тоа. Викаме да, дека Бог работи од твоето срце, ама зависи од твојот одговор на таа покана. Ќе прифатиш? Ќе одбиеш. Не зависи од тоа колку си добар, колку си лош. Овде вика: вие не сакавте. Ако човек не побара од Господ спасение и прошка за гревот, кој ќе застане ден пред Него, не може да каже: Господи, немав шанса, и јас мислев, чека ти кажам, ти не сакаш. И затоа сите теолози од почетокот зборуваат дека Бог никого не го осудил на пекол. Човекот сам се избира да оди таму. Човекот вика: јас не ќе да бидам со тебе, Господи, тоа значи дека ќе бидеш без мене. Тоа е реакцијата која Господ ја кажува. Ама има благодат тука. Пак ќе кажем и со тоа ќе завршам. Уште имаш време, уште имаш можност. Покај се. Ајде се вратам на почетокот што го реков тоа. Која е лекцијата за масакрот? За војната, за ово убивање тука? И да, Библијата зборува дека во последно време таквите работи ќе растат се повеќе и повеќе. Ќе има се повеќе и повеќе. Дали се повеќе и повеќе ќе се случуваат или се повеќе и повеќе ќе слушаме, нели, заради медиумите, тоа е веќе небитно. Не е битно дали е Русија, не е битно дали е Украина, дали е Израел, дали е Хамас таму, од кај да доаѓа, не е битно. Она што е пораката, ако ништо не запамтите од ова, проповедте ова: покај се или ти си следниот. Буквално, тоа е пораката. Покај се, оти ти ќе биде следниот. И не дај Боже некој да си замине, или не дај Боже некој било кога да доаѓа во оваа црква и да не ја чуе пораката дека човек може да добие вечен живот. И нека Бог ни биде на помош и да го пренесеме ова и на оние кои не го чуле или кои не сакаат да го слушаат. Да им го кажеме, па билки ќе се спасат.